Марио и Виктор од Охрид ја имаат најдобрата видеоигра во Европа, Point the Thing. Со оваа награда, тие неодамна се вратија од финалниот напревар на Game Jam Plus во Рио де Жанеиро во Бразил, каде биле и најмлади учесници. Во Рио, од секој континент поединечно била прогласена најдобрата игра. Претходно, учествувале на националниот напревар во организација на Македонската асоциација за развивање на видеоигри, каде имале време од 48 часа да ја изработат играта. Играта за Game Jam Plus ние започнавме да правиме во 48 часа. Тоа од дома сите ја правевме од дома и во тој рок треба да се направи таа игра со помош на дадени теми, околу 7, и од тие 7 теми можевме да се одбериме неколку и да ги комбинираме во една игра. Бевме еден од 4 тима што продолжија на европско ниво. И од европско ниво исто така бевме избрани да одиме на светско. Играта првично ја направивме за 48 часа за преварот и после имавме уште неколку месеци да ја донаградиме и во моментов уште работиме на незе. Играта може да ја игра секој без разлика на возраста. Планираме да ја ставиме во октомври на Play Store. Таа е мобайл игра кај што целта е да одбегнуваш пречки додека ја боиш формата во средина. Играта е направена за можат да играат сите од секоја возраст, може и деца, но можат и постари да играат. Во Бразил оствариле многу контакти за кои велат дека ќе им помогнат во нивната понатамошна кариера. Можда најдобриот дел бидејќи имаше многу млади исто така луѓе што програмери слично на нас, кои што добивме контакти со нив и сега можеме меѓусебно да работиме и да правиме игри. За мене мислам сега моментално иднината е правење на видеоигри. Мене планот ми е да продолжам да го правам ова и се надевам дека ќе добиам успех. Идејата за целиот овој напревар се родила пред повеќе од 10 години од страна на локален жител на Рио де Жанеиро, Јан Роклин. Живее во Рио, близко до една фавела. Тоа се населби со каде што владее криминал, сиромаштво и така натака. Неговата идеја беше била по неговото сведочење да ги оттрне децата од улица, да почне да прават нешто со што би биле корисни за општеството и за себе. Прво на ниво на неговиот град Рио, потоа на ниво на Бразил и од пред неколку години е тоа на светско ниво е ова такмичење. Инаку Виктор и Марио, кои учат во електромашинскиот училишен центар во Охрид на развивање на видеоигри, заедно работат околу 2 години и досега направиле повеќе од 30 вакви игри. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.